Благодарам, подпредседателке. Почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министр. Поминаа само 4 месеци од носењето на буџетот за 2012 година во ова собрание, кога министерот Ставревски не убедуваше дека истиот е реален и остварлив. Мислам дека легитимно е прашањето, ако тој буџет беше реален и остварлив, а и вие од владеачкото мнозинство го браневте, зошто за само 4 месеци имаме ребаланс на истиот? Кога го предлагаше буџетот министерот Ставревски, велеше дека ова е најразвојниот буџет, многу поразличен од досегашните и дека почива врз основа на стапка на раст од 4,5% бруто домашен производ. И покрај сите окажувања на опозицијата, на меѓународните економски институции релевантни, дека предпоставката е нереална. Да се подсетиме, Светска банка предвидуваше реален раст на бруто домашниот производ од 2,5%. Меѓународниот монетарен фонд предвидуваше раст на бруто домашниот производ од 3,7%. Народна банка на Република Македонија, повторувам, Народна банка, предвидуваше раст на реалниот бруто домашен производ од 3%. Евростат предвидуваше пораст од 3,3%. И покрај тие укажувања, кои министерот Ставревски ги потцени, ги игнорираше, ги прогласи за нестручни во само негов препознатлив стил, се одважи и упорно екзистираше се со цел да продава нереален оптимизам кај граѓаните на Република Македонија и не убедуваше и нас и вас дека реалниот пораст на бруто домашниот производ ќе биде 4,5%. И во истиот тој момент се обидуваше да ја представи Македонија како земја која е толку многу економски силна, што и дури во услови на криза Македонија, замислете, одевме до таму, дури во севкупната констелација на економски односи би можела и да ќари. Машала, камо среќа да беше така. Ама за жал, еве, денес гледаме дека навистина не е така. Значи, раководејќи се од нереални илузии, раководејќи се од политички популизам, свесно, верувам, но крајно неодговорно промовираше реален раст на бруто домашниот производ од 4,5%. И тоа во време, замислете, кога беа загрозени многу посилни економии од нашата. Во време на светска економска криза, на ова собрание министерот Ставревски му предложи нереален, неостварлив, лажен буџет за 2012 година, кој изнесува фантастични 2,75 милиарди евра и е најголем од било кој досега. Значи, од проекцијата за 4,5% пораст на БДП-то за само 4 месеци останаа само желбите на министерот за финансии. Ама сепак, во обид да се политички профитира, и понатаму се обстојува на тезите со кои што продавате нереален оптимизам. Овој ребаланс на буџетот е признание дека сите оние кои што го критикуваа буџетот беа во право. Се оствари, за жал, повторувам, се оствари сето она што го предвидуваше Социјалдемократскиот сојуз на Македонија.
Ама вие тогаш мислевте дека сите укажувања на релација буџет се злонамерни. Социјалдемократскиот сојуз и мисли лошо на државата. Во грешка сте, за жал. И денес нормално, заради изгубениот кредибилитет, логично и легитимно е прашањето за тоа што ребалансираниот буџет почива на стапка на раст на бруто домашниот производ од 2,5%, а ММФ предвидува 2%. Колку е реален и ребалансот? Ако повторно е погрешно предвидувањето, а убедени сме дека е така, ќе имаме повторно нов ребаланс. И тоа ќе се случи многу брзо. Што е проблемот? 6 години сте на власт, почитувани колеги од ВМРО ДПМН, и секој буџет оваа влада го темели на нереални предпоставки. Да може со единствена цел да продава нереален оптимизам. И ребалансот е несоодветна корекција. Зошто? Владата го крати буџетот за 4,6%, а потврдењето на приходите е за 9%. Владата предвидува значително повисок скок на цените од 2,8%, во споредба со предвидувањето на Народна банка на Република Македонија од 2%. Значи тука имаме вештачки напумпани приходи. Во дебатата дводневна веќе за и околу ребалансот на буџетот на Република Македонија, вклучително и министерот за финансии Ставревски и вие, колеги пратеници, во своите дискусии се обидувате да наметнете слика дека еве, немаме друг избор, едноставно сме приморани да ги намалиме платите на јавната администрација, да ги намалиме пензиите или да се откажеме од капиталните инвестиции во делот на патиштата, во делот на железницата, училиштата, здравството и така натаму и така натаму. Значи да се откажем од средствата за она што значи живот индиректно за граѓаните на Република Македонија. И не ја замајувајте јавноста за тоа што по правило не е така и не мора да значи дека така треба да биде. Затоа што едноставно големи пари од буџетот на Република Македонија се одлеваат за непродуктивни трошења. Верувам ќе се сложите. И одеднаш во дводневната дебата сакате да се прикажете како спасители на стандардот на граѓаните, од другата страна прикажувате состојби кои апсолутно не ви држат. Значи можевте да се откажете од дел од средствата предвидени за реклами на владата на Република Македонија, а тука имаме кратење само од, мислам, од прилика 1 милион евра. Се прашувам само што рекламираме. Едноставно требаше да се откажете од непродуктивните трошења, а не од капиталните расходи. И тука е главниот проблем. И наместо да соберевте храброст, да изградите барем еден нов енергетски капацитет, се одлучивте да трошите 250.000 евра за 3 врби во Вардар, милиони за оградата на мостот кај Холидеин, 4,2 милиони евра за 3 фонтани и плоштад во центар, 3 милиони евра за аквапарк. И тоа е само дел од непродуктивните трошења што државата ги прави во услови на светска економска криза, во услови на економска криза и криза на стопанството на Република Македонија. Во последните 6 години, почитувани колеги пратеници од ВМРО ДПМН, дебатиравме прилично и кога имавме информацијата за и околу лошата состојба во доменот на енергетиката. Република Македонија потроши над 1 милиарда евра за увоз на скапа електрична енергија, што секако има негативни последици врз граѓаните на Република Македонија. Еве, кажете еден енергетски нов капацитет, што за овие 6 години го почнавте и завршивте.
Нема таков. Да сум заборавил, ама не сум. Почитувани колеги пратеници, оваа влада од ден на ден станува се поголем зависник во делот на задолжувањето, со што прави директно злосторство врз идните генерации на Република Македонија. Ако си го поставиме прашањето за тоа како се полни буџетот на Република Македонија, да, одговорите се сосем нормални, и тоа во висина од 75% од приходите на буџетот се даноци. Втората најголема ставка, и тука е главниот проблем на приходите во буџетот, е задолжувањето. И тоа е нормално, кога имате толков растечки буџет, а стандардот на граѓаните не расте, од друга страна профитот на компаниите исто така не расте. Трети извори секако имаме, третата стапка или ставка се неодалечени приходи, по основ на концесии, казни и така натаму и така натаму. И нормално, четвртата ставка се капиталните приходи. Приходи од продажба на земјиште и други капитални добра. И другите ставки се предвидени и до некаде нормално. Ама имаме голем проблем во Република Македонија во делот на задолжувањето. Погледнете ја брзината на задолжувањето, а секако и висината на истото, и секако ќе се сложите, легитимно е прашањето што добиле граѓаните од сите тие задолжувања кои му се случуваат на македонскиот народ и на македонската економија. Јас ќе ви прочитам само дел од задолжувањата, значи на преродбата. Задолжување кај Банката за развој при Советот на Европа 136.850.000 евра. Задолжување кај Европската банка за обнова и развој 174.600.000 евра. Задолжување кај Европската инвестициона банка 115 милиони евра. Задолжување кај Кредитната банка за обнова 18.885.000 евра. Задолжување кај Светска банка 312 милиони евра. Задолжувања кај ММФ, значи во 2011 година 220 милиони евра. Тоа се тие средства што ги зедовте непосредно пред изборите. Задолжувања кај други финансиски институции само во 2009 175 милиони евро обврзница за буџетски потреби, 2011 130 милиони евра кај Дојче банка и Сити банка секако за потребите на буџетот, и 2012 250 милиони евра кај Дојче банк за буџет и потреби на буџет. Од тука верувам ќе се сложите, почитувани колеги, не е тука за жал министерот, ако на целиот овој долг го додадеме и долгот на владата спрема македонските фирми за завршени работи и извршени, кој што долг се чува повеќе од не баре воена тајна, верувам ќе се сложите дека навистина ние како економија сме во прилично незавидна позиција. И не знам навистина дали е нормално да министер за финансии со такво реноме, како што е нашиот Зоран Ставревски, во една земја после секое задолжување да кажува дека еве и овој заем е доказ за високото реноме на земјата. Со насмевка на лицето и тој и премиерот, кога зборуваат за новите задолжувања и јавниот долг, создаваат должничка комоција. Немаат право нити да создаваат должничка комоција, нити да екзистираат на ставот дека секое задолжување е отслика за добриот рейтинг и доброто реноме на земјата. Секое ново задолжување
значи само потврда на празната македонска каса. Почитувани колеги, ако ја погледнеме самата структурираност на буџетот, на ребалансираниот буџет, верувам че се сложите дека има прилично нелогичности. Еве само едно од многуте. Намалување на приходите од придонеси за 19 милиони евра, а едновремено имаме намера да се оствари раст на вработеноста од 1% или бројчено 3500 лица. Структурно, ако го анализираме буџетот, значи имаме најголемо намалување е следните категории. Капитални инвестиции. Цели 88,5 милиони евра, а намалувањето на капиталните инвестиции, значи од севкупното кратење од 120 милиони евра, според ребалансот, толку колку што е буџетот во надолна линија, значи во најголем дел средствата ги кратиме во делот на капиталните инвестиции. Најголемо намалување имаме кај капиталните градежни објекти, и тоа од 158 милиони евра на 117,5 милиони. Односно намалување за цели 38,5 милиони евра. Втората ставка со најголемо намалување е изградба и реконструкција на патишта, која од 78 милиони евра се намалува на 64 милиони евра. Тоест, цели 14 милиони евра. Во делот на инфраструктурните сегменти, со кои се бележи намалување на ребалансираниот буџет, значи имаме забележан пат во делот на изградба на железницата, намалување за 17%, за гасоводната инфраструктура не сакам и да зборуваа колегите, за енергетиката, и така и до сега имаше лош третман од страна нова влада, ама сега со ребалансот тука средствата се скратени за повеќе од 50%. Ама за таа сметка владата никако не се откажува од средствата предвидени за реклами, и значи имаме од 11,5 милиони предвидени со буџетот, значи остануваат 10,6 милиони евра со ребалансот. Уште еднаш го поставувам прашањето, за жал, само што рекламираме во Република Македонија. Почитувани колеги, помина амандманската расправа пред да дојде официјално на пленарна седница самиот ребаланс на буџетот. И како пратеничка група, вклучително и јас како пратеник кој потекнува од изборна единица број 3, поточно од Делчево, поднесохме повеќе амандмани кои според наше видување беа реални и кај истите, ама апсолутно немаше политички побуди. Јас сум уверен дека граѓаните се тие кои што директно, безкомпромисно ќе ценат што е приоритет за Источна Македонија и како се чувствуваат граѓаните од Источна Македонија, а верувам дека поголем дел од пратениците од владачкото мнозинство поминале низ Источна Македонија и знаат во каква состојба е патната инфраструктура. И токму во тој дел, покрај локалните амандмани кои ги поднесов во делот за реконструкција на патниот правец Делчево-Голак, како потенцијално и досега докажано туристичко место, значи станува збор за веќе постоечки пат, му недостасува само реконструкција, кој што амандман не се прифати, амандманот за доизградба, поради тоа што земјаните работи се веќе завршени, и до повразување на селото Разловци-Делчевско и селото Митрачинци-Белско. И најболното е што не се прифати амандманот за реконструкција на патниот правец
Štип-Делчево. Верувајте дека овој патен правец од ден на ден е во се полоша состојба. И вие тоа, јас сум убеден, добро го знаете, ама за жал пратениците од изборна единица број 3 се покажаа како слаби лобисти или слабо прават притисок за владата за потребите на граѓаните од изборна единица број 3. За реплика е пријавен господинот Коџабашиев Ѓорги.